Мене ми беше чест и задоволство да ја пријавам мојата тема за денес. Дури толку автентично што бев и во Херцеговина за која ја пријавив темата и благодарност до професорката што ја прифати таа тема, затоа што сметав дека треба она што го проучив јас од самата Херцеговина да биде споделено со секој географ, бидејќи теми како ова се од суштинско значење, не само се знаат како енциклопедиско знаење за Херцеговина, туку и во поглед на извлекување на некои поуки кои може да ни помогнат и за нашиот терен. Ќе ви споделам се една куса презентација, јас сум познат по тоа дека ги правам прилично едноставни, меѓутоа темата е малце покомплицирана, јас дури секогаш во опуштена атмосфера кажувам дека потребен е докторат за Херцеговина. Се надевам дека ја гледате презентацијата, односно почетниот слайд, и ако има некој проблем, слободно посетете ме. Затоа што самиот Microsoft Teams... Да? Ја гледаме, да. Океј, затоа што Teams знае понекогаш да биде несоодветно расположен при презентациите. Океј. Значи, Херцеговина како историогеографски, етногеографски и политички географски поим, тоа значи дека е на три работи поделена, односно од три аспекти треба да се гледа, а сепак е основен географски термин. Започнуваме вака, со основните аспекти. Значи, секогаш кога се зборува за Херцеговина, прво треба да се почне од државниот идентитет на Босна и Херцеговина, и секогаш напоменувам дека треба да се внимава дека во името на оваа држава постои буквата И, Босна и Херцеговина, затоа што многу често се прави онаа грешка каде што колоквијално се спомнува името на државата дека е Босна, а се заборава дека има уште еден додаток на името и Херцеговина, бидејќи оваа држава која е направена, да речеме, како државен идентитет на денешен ден во јаите 43 година, меѓутоа е дефинирана повторно со Дејтонскиот договор пред 21 година, усвари као му доаѓа пред 21 година, тамо 25-6, и е составена од два дела, два ентитети, значи Босна и Херцеговина и Република Српска. Тоа се два ентитети и едниот дел кој е специјална административна единица Брчко. Но Република Српска е генерално посебен засебен дел во склоп на оваа држава, а другиот дел, онај главниот, поголемиот, го создаваат двата дела Босна и Херцеговина, односно два географски региони. И сега, Херцеговина е неизоставен дел тука, односно онаа федерација меѓу бошњашкиот народ и хрватскиот народ ја создава таа федерација Босна и Херцеговина. Значи Босна и Херцеговина не е република, во нејзиното име не стои федерација, не стои ништо освен Босна и Херцеговина, односно клучниот дел е буквата И. Кога се зборува за Херцеговина, може да видите дека тоа се наоѓа во југозападниот дел на државата и помалиот дел е отприлика 1/5. Никогаш не може да кажеме точно колку километри квадратни запаќа, иако се спомнува 12.300, 12.500, меѓутоа, бидејќи има недефинирани граници, значи не се знае точно границите на Херцеговина, не се точно определени, административно не постојат такви, затоа секогаш се зема од прилика околу. Интересно е околу недефинираните граници. Интересно е следното. Недефинирана е натрешната граница. Значи не се знае точно каде започнува Босна, каде завршува Херцеговина. Некои викаат, например, дека најсоодветно е да се земе хидролошката граница, односно сливот на реката Неретва, односно сите води кои Неретва како главна река во оваа област ги носи во Јадранот, отприлика тоа би се зело како граница, односно како регионот, а сите води кои ги носат сите реки останати преку Сава и Дунав во Црното море, тука регионот е на Босна. И тоа не е доволно за земање, меѓутоа, ете, понекогаш се спомнува и тоа, има некоја генерална географска граница кај Коњици Јабланица, односно планината Вран се зема како географска граница, меѓутоа сепак тоа не е дефинирано. Некои го земаат идентитетскиот аспект, односно се докаде што постојат населби каде што мнозинството се декларираат како херцеговци, дотаму е и границата. Меѓутоа ова станува збор за внатрешните граници. А надворешните кои што гледате се дефинирани со самата граница на државата Босна и Херцеговина. Например, интересно е да се знае дека например, пред да се дефинираат државните граници на оваа држава, односно која имаме генерално поинтензивен историогеографски
комплексен процес. Херцеговина, например, би зафаќала денеска и во делови од Црна Гора. Тоа е како географски некој етнографски комплекс. Меѓутоа денеска границите на Босна и Херцеговина ги зафаќаат на тврдите граници и ако некојаш ви падне во очи, односно сигурно сте го забележале, односно секојаш ставаме прашалник на овај дел на Босна и Херцеговина кој излегува на Јадранското море, односно оние 14 километри кај градчето Неум, како е настаната таа граница. Во 1699 година е потпишан договорот кој се во Сремски Карловци, каде што завршува војната меѓу Светата Лига, Западна и Отоманската империја, каде што тогашните државни ентитети Република Рагуза, односно денешен Дубровник и Венеција не сакаат да граничат меѓу себе, па чисто само за да не се гледаат очи со очи и го подаруваа на Отоманската империја денешниот Неум. И денешна Босна и Херцеговина генерално како наследник на таа Отоманска империја на овие простори, Неум го зема како значаен дел на Јадранското море. Сега, например, Далмација и Херцеговина ги дели една граница. Значи, кога сте во Херцеговина, например, кога сте во градот Посушје или Груда или Широки брег, на само неколку километри од вас се наоѓа Далмација. И сега во Далмација се хрвати далматинци, а во Херцеговина се хрвати херцеговци. Прилика се сличен, па буквално идентичен народ. Меѓутоа, кога границите се создавале тогаш на Далмација, односно тогашната Венеција и Отоманската империја, се дефинирани отприлика границите и кај ќе биде Херцеговина и она што не е Херцеговина. Значи, многу често кога се формира народите, гледате дека и границите знаат да изиграат многу значајна улога. А она што го имам поставено како втора точка, карст, субмедитеранска клима и Неретва се главните три идентитетски маркери, да речем. Реката Неретва е главниот географски маркер и карстот, односно, знаете, понекогаш и пежоративно, понекогаш и со гордост, на Херцеговина се зборува дека е област на камења и на маслинки. Знаете, таму климата е по-симптоматична него отколку останатиот регион. Буквално Мостар понекогаш се спомнува дека е најтоплиот град на Балканов, барем во летниот период. Но овој простор кој зафаќа 1/5 од целата Босна и Херцеговина, значи живеат скоро пола милион луѓе, а регионален центар, да речеме главен град, е градот Мостар, еден од најкомплексните градови во светот, заедно со Белфаст, би рекол. Отприлика тоа е. Значи, ако се прашувам јас како би се дефинирала Херцеговина како регионална област, најдобро е да се земаат оние идентитетски маркери, односно дотаму каде што живеат херцеговците, дотаму е и Херцеговина. Иако внатрешните граници се многу по-симптоматични, затоа што знаете, во Босна и Херцеговина, ако не знаете географски каде сте, погледнете само во некој бар каков чадор има од пиво. Ако пишува Ожијско пиво, тоа сте во хрватскиот дел. Ако пишува Сараевско или ако не пишува ништо, тоа сте во бошњачкиот. Ако пишува Јелен или Лав, тоа сте во српскиот. Ако сте во Херцеговина, има уште позначајни маркери. Ако видите улица Јосип Броз Тито, веројатно сте во бошњачкиот дел. Ако видите улица од некој лик од усташките времења од НДХ, тоа сте во хрватскиот дел и така натаму. А уште по-симптоматично е со фудбалските маркери, односно сите оние графити и фудбалски амблеми кои може да ги сретнете низ целата Херцеговина, најчесто имаат хрватски предзнак и со тоа кажува каде оди на политички план. Само секунда. Етимологија и историографија. Овде имам ставено една слика само Стјепан Вукчич Косача, бидејќи ова е главниот лик за оваа денешна Херцеговина, затоа што од него тргнува ова име, додека бил тој жив во 14 век, веројатно бил многу значаен, односно, знаете, во средниот век понакогаш имате тие властелини кои се буквално како владели на целиот тој феудален имот и фигурираат како нивни посет, како нивната е територијата. Во негово време, например, не било спорно да се каже дека тој босански владател, така? Тоа не е спорно, спорно е денеска. Инаку секогаш треба се забележи дека старото име на Херцеговина е Захум или Јехум. Многу често се среќава такви топоними во Македонија. Похум село, например, па дури Свети Наум е Свети Нахум, и тоа може некогаш често да се види дека имало контакти меѓу Херцеговина и Македонија, посебно на религиска линија, меѓутоа тоа е друга длабока тема, да знаете дека има многу посуштинско да се расправа. Сега ова во време на Стјепан Вукчич Косача, значи во 14 век пред отоманските освојување, буквално тој се нарекол дека е херцег, односно војвода на тој регион. Го прифатил тоа германското одликување,
Инаку, ако го преведете Херцеговина, то значи Војводина, како што има регион во денешна Србија Војводина, така и Херцеговина, значи истото име, само со различна етимологија на зборот, односно другоговорно подрачје. Сега, кога турците јасно посвојуваат Босна, дел од денешна Босна и Херцеговина, последно нешто што паѓа е токму таа Херцеговина, каде што има главно католичко население, и то е први што реферираат кон таа област како Херцеговина, односно Херцег, се токму отоманите, односно турците, затоа што кажуваат дека овој дел кој не е освоен е земја на тој Херцегот, односно неговите наследници. Кога паѓа Херцеговина, понатаму, нели во следните 500 години таа е дел од Отоманската империја, меѓутоа 50-60 години подолго трае Херцеговина како слободна територија од отоманските освојување, затоа тие први се што ја нарекуваат Херцеговина. А понатаму во текот на овие 500 години прво Херцеговина е вилает во тој босанскиот санџак, значи еден административен дел подолу, а во почетокот на 19 век веќе се израмнува и Херцеговина станува санџак, значи една висока административна поделеност заедно со Босна, и тука веќе ги имаме оние дефиниции на Босна и Херцеговина. Прво е со цртичка Босна, цртичка Херцеговина, а понатаму денеска и Босна и Херцеговина. Значи во 19 век главно се оформува на иста линија Босна и Херцеговина како, да речеме, политички ентитет. А во знаете, во крајот на југословенските војни, односно во крајот на 20 век, Херцеговина денешна најголем дел од денешниот простор на Херцеговина дури станува краткотрајна Хрватска република Херцег Босна, еден политички концепт кој не е долготраен, меѓутоа ете како едно проложение на сите оние 500-600 години политичка историја. Значи Стјепан Вукчич Косача, односно Стјепан Херцег, главниот лик по кој и денеска Херцеговина се реферира. Етно-религиски идентитет, значи етничкиот и религискиот состав се поклопуваат. Не мора да значи до 100% рапки, меѓутоа често хрватите се римокатолиците во Херцеговина, србите се православците, а бошњаците се со муслиманска вероисповест, односно представници на ислам во нова територија. Едно што мора да се напомене секојаш е да не треба да се внимава, да не се навлегува во оние псевдотеории дека некои народи биле нешто прво, па после се конвертирале нешто трето. Не, туку во средниот век, во овие разноразни случувања пред отоманските освојување, постојат различни етнии. Значи, не може да се зборува за нации, за национален идентитет во Херцеговина, ниту пак во пошироката област на Балкан и пошироко. Туку во тоа време постојат една смеса на народи кои се приврзани со својата регионална одредница, например со Херцеговина, и со различни влијанија, со различни освојувања и надворешни влијанија, тие постепено добиваат свој идентитет. Затоа хрватите, например, од секојаш биле на таа хрватска линија, меѓутоа не може да кажеме дека некојаш биле тие национално одредени хрвати, или пак србите, или пак бошњаците. Например, на овие простори во Херцеговина и во Босна постојала една босанска црква пред турските освојувања, која не била ни католичка, ни православна. И тоа привлекло, например, внимание и на православната црква, и на католичката црква, да овде да имаат разни, како би се рекло, разни влијанија, посебно католичката црква, и затоа на овој простор од секојаш била активна католичката црква, посебно овој мисионерскиот тип на фрањевците, односно францисканскиот ред. Затоа римокатолицизмот е цврсто задржан за Херцеговина, а исламот е појавен нормално со отоманските освојувања на Херцеговина, кога е и направен самиот град Мостар, односно во тие 500 години пред Австро-Унгарската империја, буквално Херцеговина е под нормално отомански град. Кога станува збор за регионален идентитет, демоним представува политичка одредница кога се зборува за секој еден кој живее во еден регион или една држава. Херцеговец, кога се спомнува, тоа значи и за хрват, и за бошњак, и за србин кој потекнува или живее во Херцеговина. Значи, тоа важи за секој од нив. Може да се биде херцеговец хрват, херцеговец србин, херцеговец бошњак, па дури може и херцеговец да биде и македонец, таму доколку е роден и израснат, иако на нас македонците малце ни фали висината таму. Онај стереотип кој важи за херцеговците, дека се висок народ, не е само стереотип, туку дури буквално е точно на тоа што неколку мапи карти начекав, каде што Босна и Херцеговина како држава заедно со Холандија обележана како држава каде што живеат највисоките луѓе,
а Босна и Херцеговина тука е негде со Холандија, меѓутоа ако е само Херцеговина како регион, сигурно е над Холандија. Тоа може би стереотип, меѓутоа да не навлегуваме со социјален дарвинизам, нека остане таму како информација. А етнотип е онаа одредница каде што во својата нација го делиш народот на различен тип во поглед на регионален идентитет. Тоа, например, и во македонската нација има, како, например, за македонците егијци или македонците во Пиринска Македонија, а кај хрватите е многу поистакнато тоа, бидејќи херцеговците ги гледаат како поинакви хрвати од хрватите кои се, например, во Далмација или во Славонија. Тоа е многу интересно и сваќа еден стереотип, па понекогаш политички непријатен. Например, Мате Римац, ако имате чуено, тој е онај технолошки генијалец кој потекнува од Херцеговина. Кога се зборува за него, например, во Загреб, тој е хрват, не е херцеговец. А ако се зборува за некој, например, не знам, ако направи криминал некој во Загреб, тогаш тој не е хрват, тој е херцеговец. Отприлика, сваќате во контекстот, тогаш етнотипот се менува во поглед на акцентирањето негово. Професорот Нино Распудич, кој е потекло од Мостар има докторирано на идентитет и стереотипи, денеска е пратеник во Хрватското собрание, ги опишува херцеговците дека сте поинакви од било кој народ друг во Босна и Херцеговина, па дури Балканот, бидејќи се заради климата и заради просторот, тие се таков народ кој се наметлив, секогаш има тенденција да бидат надвор од домот и секогаш сакаат да покажат дека има нешто повеќе од тоа што го имаат, за разлика од други народи кои сакаат повеќе се шалат и така натаму. Некој изменето медитерански тип се херцеговците. И да се напомене, со текот на времињата, посебно во 21. век, и србите и бошњаците се одделуваат од тој херцеговски идентитет се повеќе и повеќе, а како херцеговец, како најприфатена варијанта, важи за хрватите. Значи, кога се зборува во 21. век за херцеговец, прво се мисли на хрват, а другите два народи кои го носат тој регионален идентитет се повеќе се оддалечуваат од него генерално на своја желба. Ова е отприлика само една мала, како се вика, еден мал преглед на националниот состав во Херцеговина. Скоро пола милион жители живеат таму, 60% се моментално хрвати, 22%, нешто на 22% се бошњаци и србите само 15%, иако на изминатите пописни години, низ годините, посебно во време на Југославија, србите се нешто повеќе од овај процент. А ова се четирите, да речеме, ентитети внатре, тоа се дополнителните граници, односно оние кантони. Знаете, Босна и Херцеговина како држава е поделена на два дела, нели? Меѓутоа овај Босна и Херцеговина како федерален идентитет каде што живеат бошњаците и хрватите е поделена на 10 кантони, 3 од нив се токму во Херцеговина, а Требинската област е во Република Српска, таму главно живеат србите. Во два кантони генерално може да видите, например, во жупанијата Западна Херцеговачка живеат над 98% хрвати, слично и во кантонот 10, односно кантон, или може некојаш да осретете како Херцег Босна кантон, скоро 90% живеат хрвати, додека во Херцеговачко-неретванскиот кантон, односно долината на Неретва, најплодниот, најубавиот дел на Херцеговина, тука е прилика избалансирано, живеат и бошњаци и хрвати. Таму се наоѓа и градот Мостар, односно токму на овој простор се и оние големи граници кои постојат на различни нивоа. На Требинската област, односно тоа не е кантонален дел, туку тоа е она источна Херцеговина. Она што е многу често интересно, може да се каже дека во Херцеговина се е источно или западно. И сега, например, Херцеговина се дели понекогаш и на западна Херцеговина, односно западно од реката Неретва, источна Херцеговина, односно источно од реката Неретва, а на источна Херцеговина постои уште една источна Херцеговина која се наоѓа во Црна Гора. Значи, две источни Херцеговини имаме и плюс имаме источно од градот Мостар, општина која се вика Источен Мостар, каде што живеат 235 луѓе. Мислам дека една од помалите општини па било каде. Само 235 луѓе живеат во една општина, тоа е предоминантно српска, значи се е источно. Ова е вакви работи може често да начекате во Херцеговина. Ова Хрватската република Херцег Босна е укината, односно претопена е во таа федерација на Босна и Херцеговина, меѓутоа во тие југословенските војни, односно од 91 до 95 година, знаете, на просторот на Босна и Херцеговина се нешто се создавале републики, република таква, република онаква. На денешна Херцеговина се создала и Херцег Босна, која се претопила со Вашингтонскиот договор, значи нешто пред Дејтонскиот договор, се договориле хрватите и бошњаците да создадат една заедничка федерација,
ден денеска тоа е малце проблематично, односно хрватите се прилично незадоволни од денешната состојба таму. И другите не се задоволни баш, меѓутоа хрватите се ништо посебно незадоволни. Вака овие да одиме по кантон по кантон, значи ова Херцеговачко-Неретвански кантон, односно регијата, хрватите се доминантни, кои што гледате, бошњаците се помал процент, меѓутоа и се доволно застапени, а србите имаат само 2,9%, односно тоа е многу помалку од, да речеме, историски пред 30 години, кога биле, да речеме, 25 до 30%. Главниот град Мостар е единствениот поголем град во оваа област, односно во Херцеговина, има над 105.000 жители. Сите други градчиња се околу Мостар и се многу помали, 30 до 32.000 имаат максимум градчиња. Значи една добра, да речеме, децентрализација функционираат. Секој кантон, на пример, функционира како некоја псевдо поддржава, затоа што си одговара самите си одговараат за полицијата, за здравството, за образованието. Буквално секој кантон има свое собрание, своја влада, свои министри, свои премиери. Дури имаше една песна на бендот забранено пушење, каде што се подсмева дека таткото на тој станал кантонален министар, бидејќи во Босна нема кој не е министер веќе, во Босна и Херцеговина, пардон, дури јас се направив таа. Во Босна и Херцеговина секој втор е кантонален министер и пратеник. Жупанија Западна Херцеговачка, главен град е Широки Брег, има околу 30.000 жители и оваа жупанија, односно овој кантон е на самата граница со Хрватска и скоро е предоминантно 99% се хрвати. Ова е малце спореден кантон, значи границите на Херцеговина ова ги поминува, негде до пола би требало да дојде, го викаат Херцег Босна кантон или кантон 10, меѓутоа на пола од овој кантон луѓето се декларираат како хрвати, а малце посеверно веќе се декларираат како нешто друго и затоа целиот кантон не може да се земе дека е во Херцеговина, туку нешто до половина може само, иако географски е така предодреден. И хрватите се мнозинство и во овој кантон, меѓутоа што се оди посеверно, односно кога се навлегува кон Босна, се зголемува застапеноста на бошњачкото население. Главен град е Ливно, одва му потекнува господинот Мате Римац. Сега во неколку слики, нема премногу да должам со вакви некои картографски прикази. Овие се само кантоните ги разгледавме сега, а Источна Херцеговина нема кантонална предодреденост, односно тоа е областа на Требиње, каде што на 90% живеат срби. Требиње е мало градче со така доста средено, 30.000 жители на прилика. Меѓугорје ставив како прва слика. Ова доста често е дестинација која правевме теренски настави во Херцеговина. Ова е простор каде што година дена после смртта на маршалот Тито на некои луѓе им се појавила Богородица. И од тоа што нам ова е свето место за целиот католички свет. Рим се уште не го признава, меѓутоа преголем е бројот на верски и религиски туристи кои доаѓаат во Меѓугорје. Меѓугорје е едно село, мало село блиску до Мостар. Меѓутоа денеска не е само што не е село, туку тоа е религиски центар кој има хотели, мотели, буквално цела индустрија е разработена и е еден од 5 или 6 вакви центри на христијански аджилак. Ако гледаме вон религиски аспекти, ова е чисто политички потек да се направи, да се обележи територија, да се знае кој е кој во Херцеговина. А ако зборуваме од религиски аспекти, тогаш прифаќаме да се случили такви работи, значи од аспектот кој се случува. Значи година дена кога Југославија почнала да се отстегнува, малку се станува флексибилна, во просторот на Западна Херцеговина, Западна Херцеговина е секогаш одбележен како регион кој е антијугословенски. Еве, например, еден дел од тој да ви кажам кога се одбележуваат границите. Ако чуете антијугословенски сентимент во Херцеговина, значи сте во хрватскиот дел, ако чуете пројугословенски, тоа сте во бошњачкиот дел. Меѓугорје реално е во југословенска категорија. Ако некој што одите во Мостар, посетете го, ова се вика блиску до црквата се наоѓа рит указања, го викаат, односно ритот кај што се појавила Богородица, таму пред некој ден видов и слика од Лука Модрич таму бил. Ова е Кравица водопадот, еден од највпечатливите географски моменти на реката Требижат, исто така доста често посетен од разни туристи, во близина на градот Љубовски, значи и ова е во Западна Херцеговина и сме го посетувале многу често. Прекрасно изгледа, значи како географски мотив. Малце одава лабаво има од поетичка конотација.
Ова е Благај во близина на Мостар. Интересно е, локалците во Благај викаат Шехер Благај Мостар Касаба. Тоа значи Шехер во отоманскиот концепт значи град, а Касаба е Мостар, односно нешто како придружен на градот, затоа што Благај е едно од седиштата на Степан Херцег. Тука му е главната тврдина, односно владеел од тука. Имал две тврдини во Љубушки и во Благај, односно ова е центарот. Тука се гледа изворот на река Буна, една мала рекичка, јас викам често многу нефер за таа река, што веднаш се влива во Неретва и не може да се покаже доволно како река. И велат дека е најголемиот карстен извор во Европа. Треба да го проверам тој извор, меѓутоа така нешто начекав. А исто така начекав неколку извори за Неретва, бидејќи ако сте во Мостар ќе ви кажат и таму локалците дека Неретва е најладна река во светот. Неколку извори проверив, јас не сум ни хидролог, ни хидрограф, меѓутоа ако може да веруваме и на локалците и на изворите, најладна река во светот. Значи фасцинантно звучи. Сега, додека бил Степан Херцег, односно Херцеговина, додека не е исламизирана, ова е центар на, да речеме, на католичкиот свет. Меѓутоа овде се наоѓа центар на дервишкиот ред и овие гледате отомански тип на куќи. Еден вид на религиски центар, меѓутоа од исламскиот свет. Исто така впечатлива и географска и антропогеографска, односно општествена одредница. Во близина на Мостар може да посетите да одите некојаш во Херцеговина. Ова е Даросон, го викаат херцеговскиот Стоунхендж. Градот Столац велат дека е еден од најстарите градови во Херцеговина. Траги на човечка активност се наоѓаат пред 15.000 години. Блиску до Стоунхендж се наоѓа една тврдина Бадајн се вика, каде што има карпеста уметност. Значи, кажува дека и на овие простори има секојаш траги на цивилизација, а ова Даросон е градче, илирско градче, односно Илирикум, која постои како една културолошка целина, овде живееле, односно фасцинантно изгледа неговите маркантна градба која зачувана се уште. Малце по-непристапно е, меѓутоа Стола се наоѓа, да речеме, 30-40 км јужно од Мостар. Впечатлив град исто така. Ова е многу интересно, затоа што има еден мексикански научник Роберто Салинас Прайс се вика, има 3 книги напишано, починате сега, меѓутоа неговата трага останува, кој тврди дека Троја не се наоѓа во Троја денешна, не е во Малазија, туку Троја е во Габела, ова е село Габела во близина на Чаплина, и Чаплина исто така е близко до Мостар, на сама граница со Хрватска. Значи каде што се влива Неретва, каде што веќе станува тој ракаво на Неретва каде што е веќе пловен, се наоѓа село Габела, околу 2.500 жители има, таму има натврдени рушевини. И мексиканецот тврди дека таму е Троја, дека таму се случила таа битка меѓу Ахил и Хектор и Одисеј од таму не можел да се најде патот до својот дом следните 10 години. Како секоја теорија треба да се запази, иако е најчесто одбиена оваа теорија од секој релевантен научник или псевдонаучник како и да е, меѓутоа еве во Габела многу често тоа може да се искористи како туристичка активност, па гледате дека и тројанскиот коњ е добро прикладно поставен во обкружувањето. Ако се покаже некоја струја дека е стварно во Габела, за секоја чест. Го објаснуваше тој мексиканецот со некои топоними, како му призвучувале дека повеќе реално да бидат во Неретва, него да бидат во Малазија. И тоа ете да знаете. Се преозведува едно тројанско пиво токму од Чаплина од селото Габела во чест на пронајдокот дека Хектор и Ахил се од тука. Посебно Хектор. Ова намерно слика ја ставив, нема туристички идентитет, меѓутоа фасцинантно за мене е што ова е едно мало градче Груде, каде што јас залутав кога бев на моите патувања. Ова градче како општина има 17.000 жители, а како град има околу 9 или 8 и нешто 9.000 жители, се наоѓа на сама граница со Хрватска, значи градчето Груде, па поминувата граница почнува Имоцки, Башка вода и така натаму. Таму се наоѓа фабриката Виолета, ова Виолета која произведува хигиенски производи. И фабрикава има регионален идентитет, односно широко производство и кај нас ги има и на Балканот ги има и така натака. Меѓутоа оваа фабрика, како што викаат таму мештаните, односно кога ги прашуваш, кажуваат дека на овие простори во Западна Херцеговина, во оние добри времења, тие се кои викаат во наводници добри времења, на Југославија,
старата и новата Југославија, буквално ова е сиромаштија, тоа што Херцеговина низ годините, исто како и Македонија, и во отоманско време, па и во старата Југославија била најсиромашниот простор на Балканот, и така останало со тек на време. Немало ништо, таму не се спиело по клупи, таму немало патување по фармерки во Трст или до Темишвар и со туристарниот пасош да се изнешетаат, значи така ништо немало. Сега, кога Херцеговина не е дел од таа југословенска држава, туку кога е, да речеме, условно земена во една федерација за која постои само привремен рок, меѓутоа се пак своје на своето, бидејќи живеат како една псевдоформација кантонална, тие имаат направена оваа фабрика каде што работи и директно или индиректно буквално цел град и ми кажуваат дека просечна плата на работник во Виолета е околу 1600, 1700, 1800 марки, односно марки 2 марки 1 евро, видите 800-900 евра во едно мало градче во ваква таква Босна и Херцеговина, тоа се случува таков напредок. Замислете, затоа ја ставена намера. Стари мост, ова го ставив чисто како туристички потенцијал, односно, знаете, стариот мост не постои, веќе го срушија 93 година. Интересно е тоа дека е срушен на 9 ноември 93, значи 4 години од кога е срушен Берлинскиот зид, како аналогија е прекрасна, тоа што прекрасно. За жал ми тоа ете така испаѓа. На исти датум, 4 години подоцна, од кога е срушен Берлинскиот зид, се руши мостот во Мостар. Значи Берлинскиот зид се сруши и ги поврза двете Германии и Европа, а се сруши стариот мост во Мостар и за секогаш го раздели Мостар и Херцеговина и Босна и Херцеговина, значи тоа е за секогаш разделено и затоа на пример од политичка географска смисла кога го гледате Мостар, тоа е па веројатно најподелениот град на светот и поуката од Мостар е да не се случи некои други градови кои се етнички, религиски и политички поделени да не станат она што е Мостар. Мостар денеска е буквално нефункционален град кој има на пример две автобуски станици, една за хрвати и една за бошњаци. Западен Мостар функционира на свој начин, источен Мостар функционира на свој начин. Запознав луѓе од повозрасни луѓе кои се на пример кои ми кажат дека не биле да го видат стар мост, односно во стариот дел на градот, овој се наоѓа во бошњачкиот дел, не биле од 90-та година навамо, а помлади генерации на студенти кои им држев часови таму ми кажат дека никогаш не ни биле, а буквално стариот, мислам, Мостар е мал град. Ете тоа се случува. Главен символ не е веќе стариот мост, туку главен символ е хрватски шпортски клуб Зрински, кој гледа фудбал и кој не гледа фудбал. Кога сте во Мостар ќе видите дека духот на Зрински бдее над се, а онај символ на градот поранешен фудбалски клуб Велеш, таа југословенска негова традиција, не е веќе символ на градот, бидејќи тој дури не се ни наоѓа во Мостар, туку се наоѓа во едно село надвор од Мостар во Врапчичи. Само тоа кажува како се промениле работите во градот. И за Мостар може да се збори повеќе време, друга тема може некој да биде. Еве уште еден символ. Ова го викаат рондо. Ако некој сте во Мостар, ќе видите да се видиме кај рондо, тоа е како име одредница. Ова лево сликава е пред 30 на години, гледате маршалот Тито таму е ставен на рондо, а ова е денешна слика пред некој месец. Сега, маршал Тито лево, овде како пишува Хрватски дом Степан Херцег Косача. Значи се промениле работите тука. Во Југославија другарот Тито беше главна одредница, а сега на рондо е другарот Степан Херцег Косача, односно главниот идентитетски маркер по кој крстена и самата Херцеговина. Така се именуваат работите на политичка смисла. Наместо заклучок, сега ќе ви пуштам еден краток клип од серијалот Сјенке над Балканом. Ликот кој го представува во филмов е Мустафа Голубич, тој е, да речеме, комунистичкиот Джеймс Бонд. Тој е од Советскиот сојуз, секогаш кога ќе требало да се направи да се среди некој проблем во Југославија, тој доаѓал тука во 30-те години, потекнува од градот Столац, односно е Херцеговец, и пазете сега режисерот Драјан Бело-Грлич колку пазел дека ликот мора да го глуми од некој човек од Херцеговина, го глуми актерот Горан Богдан од Широки брег. Сега нека клипот ќе се пушти да ја укаже самата поента на идентитетот, односно целобитоста на ова денешно излагање. Се надевам дека го слушнавте, значи не е ни босанец, ни црногорец, туку е херцеговец, односно тој е регионален идентитет кој не успел да стане национален, меѓутоа е се уште цврст и е во склоп на декларирање на прва линија.
често ќе ви кажат дека херцеговци се прво, па после се хрвати или ништо друго. Од мене толку, ви благодарам на вниманието, се надевам дека не бев премногу комплексен и долг, така да ви благодарам на вниманието.